Првите велосипедисти ја поминаа новата велосипедска патека, која како на филмска лента покрај нив ги дава убавините и недопрената природа во Пехчевскиот дел на Малешевијата. Многу адреналин и чист воздух, недопрена природа. Велосипедската патека долга 10 километри, поминува низ познатите туристички јадути на Пехчево, Вртена скала, Делибови кашчи и Јудови ливади, а таа ви нуди можности да се запознаете со единственото инсектојадно растение, Дросера ротундифолија. Велосипедската патека е маркирана, има поставено патокази, табли, мапа, значи нема шанси да се изгубите во овој дел од Малешевијата. Ми се допаѓа денешнава патека што ја возевме со другари. Сенат, добро обележена, добре, има навгорница, има навдолница. И поканувам секој друг што сака да проба, да ги види сите тие убавини, нека дојде овде. Велосипедската патека тука е добро уредена, ми се допаѓа, што е најзначајно добро е и обележена до сите места кои што се значени тука. Вртена скала, Далибови кашчи и Јудови ливади, има значи што да се види. Патокази има поставено одмаралишта, клупи за седење, значи добро е направено се и добро е и пријатно да се дојде тука. Пехчево ја изгради оваа велосипедска патека во рамките на проектот промовирање интегриран пристап за одржливо управување со карактеристичните природни ресурси во Пехчево, како дел од програмата за зачувување на природата во Македонија. Преку овој проект направивме велосипедска патека со вкупна должина од 10 километри, која што го поврзува градот Пехчево со трите локалитети Вртена скала, Делибови кашчи и Јудови ливади со инсектојадното растение Дросера ротундифолија. Општина Пехчево доби тим на 7 локално лиценцирани водичи за во природа. За олеснето движење на велосипедската патека обучени се и 7 локални водичи. Локален водич во природа, да ги водиме туристите во локалитетите што ги спомна и Ирена и да им објасниме нивните карактеристики и историјата на Пехчево, како што ни беше и дел од обуката, и да привлечеме што повеќе туристи за да го запознаат Пехчево, да ги запознаат неговите убавини. Имплементатор на проектот е Сдруженијето за одржлив развој Милија у контакт Македонија, организација со која Пехчево соработува веќе 16 години. Со велосипедските патеки, со обуката на водачите во природа, направивме предуслови за иницирање дополнителни активности кои што од една страна населението ќе може да се ангажира, дополнителна дејност, односно активност на населението, меѓутоа од друга страна и ќе привлече туристи. Значи тоа се првите предуслови кои што мора да ги има во едно место кој што е посебно сместено ваков убав дел. За Пехчево ова значи уште еден квалитет во понудата за туристите. Со Милио контакт, со невладината Амброзија и буквално со сите пријатели на Пехчево имаме голема соработка, посебно со овие две невладини организации, затоа што имаат допринесено доста во делот на инфраструктурата, во делови инфраструктурни проекти во општината, а посебно сега со оваа промоција на патеката и со локалните водичи допринесуваме за идната перспектива на Пехчево, тоа е туризмот. Проектот чини околу 500.000 денари и е дел од малите проекти на програмата за зачувување на природата. Програмата за зачувување на природата во Македонија има за цел да ја помогне на Република Македонија во зачувување и одржливо користење на природните ресурси кои што ги има, при тоа интегрирајќи ги сите засегнати страни во заедничко дејствување на локално ниво. Активностите на програмата се реализираат на национално, регионално и на локално ниво со акцент во брегалничкиот слив. Како дел од оваа активност, со поддршка на малите проекти, веќе имаме видливи резултати во изминатиот период. Денешниот настан е еден од промоција на резултатите на еден од тие проекти и со тие проекти веќе имаме видливи активности. Досега преку оваа програма, која е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка во двата повика, се поддржани 20 проекти на здруженија и 14 проекти на општините од брегалничкиот слив со вкупно 20 милиони денари.